Добар ден на сите. Ако се согласувате, може да почнеме со завршниот дел од денешниот прв конференцијски ден. Пред нас се уште 4 настави, презентации на наши истакнати колеги од сферата на отвореното образование, отворените образовни ресурси и генерално работата на полето на образованието и користењето на дигиталните, односно новите медиуми. Денес оваа сесија, тоест денешниот конференцијски ден, ќе ја затвориме со сесија назначена како стратегии за развој на отворени образовни ресурси и иновации во образованието. Таа ќе ни понуди поглед, односно увид во неколку аспекти во полето на отвореното образование и отворените образовни ресурси. Без многу должење ќе дадам збор на колешката наша од проектот, Ирина Шумадиева од фондацијата Метаморфозис. Воедно во име на граѓанскиот сектор од Македонија сакам да и се заблагодарам неа и на фондацијата од која што доаѓа во нивната упорност и истрајност во работата на полето на отворените образовни ресурси, која што е навистина еден вид на сериозен главински проект на кој што е потребно посветување во подолго време, а со тоа и упорна. Значи, да не се обесхрабриме можеби од бавноста на промените кои што се одвиваат, но сепак тие се суштински, главински, тектонски промени кои што навистина му требаат на во општество. Ирина, повели. Благодарам, Сеат. Јас накратко ќе дадам неколку примери за промоција и споделување образовни ресурси во Македонија, меѓутоа ќе се фокусирам на она што Метаморфозис го прави на ова поле. И бидејќи цел ден зборуваме за отворени концепти, јас само накратко ќе го злоупотребам моето време, за да подсетам што всушност подразбираме под отворени образовни ресурси. Не би сакала да изнесувам дефиниции, меѓутоа само сакам да биде јасно дека зборуваме за секаков вид образовни содржини и алатки кои што се слободно достапни на интернет, без никакви ограничувања, без потреба да се плаќа некаков надомест за тоа, и дека тука можат да спаѓаат како учебниците, видеа од снимени предавања, така и обични белешки од предавањата, презентации кои што наставниците ги користат, па дури и секаков вид текстуални или мултимедијални ресурси кои што ќе произлезат од самите ученици. Тоа беше прашањето што се отворени образовни ресурси, а еве ги причините зошто треба да се залагаме за нивна поширока примена. Секако дека се овозможува полесен пристап до знаење и тоа од страна на сите, каде и да се наоѓаат географски и каква е и да е нивната економска состојба, односно луѓето кои што немаат можност да ги купат скапите печатени учебници, фактички на овој начин добиваат можност да пристапат до материјал за знаење. Самиот концепт подразбира надградување на едни знаења врз други. Тоа значи дека се збогатува целата ризница од знаења, од споделени знаења, а тоа води кон подобар образовен кадар, поактивни ученици, бидејќи и тие се вклучени во процесот, и на крајот секако кон поквалитетно образование. Примери за отворени образовни ресурси во Македонија има доволно. Повеќе проблемот во нашата земја би бил, па веројатно и во многу други, во нивната распрсканост насекаде низ интернетот, несистематизираност, неорганизираност. И иако се достапни, многу пати луѓето не знаат каде да ги најдат за да би можеле да ползуваат од нивната функционалност. Го земав примерот со дигиталниот речник на македонскиот јазик, бидејќи лично го користам секојдневно. Тоа е еден образовен ресурс, значи еден вид образовен ресурс, затоа е ставен бидејќи е речник, значи не е некакво конкретно
конкретна образовна содржина, туку алатка, помагало во процесот на едукација. Па така, ако некој збор не знаете дали се пишува вака или поинаку, или ако не го знаете точното значење, можете да го проверите на интернет преку адресата makedonski.info. Повторно од истата област пример, меѓутоа сосема друга форма, друг медиум. Значи, ова е еден пример од професорката Билјана Богдановска, која што практикува своите материјали во областа на македонскиот јазик и литература да ги објавува на нејзиниот блог, и би се изненадиле кога ќе видите колку всушност содржини се достапни на нејзиниот блог. Сосема друга форма е примерот со вебсајтот e-учебници, каде што се поставени учебници за сега од основно образование, кои што се достапни за преземање во PDF формат, што значи дека можат да се користат и за кои што не е потребна интернет конекција, нели, за да можат да се користат. И тука се застапени на учебниците на повеќето наши локални јазици кои што се зборуваат во земјата. Друг пример е употребата на YouTube како образовна алатка, како алатка за креирање образовни ресурси. Ова е пример од професорката која што себе си се подпишува како Аида физика во онлайн светот, и покрај тоа што објавува содржини на нејзиниот блог, исто така има и свој YouTube канал каде што ги објавува нејзините видеа во училницата, во кои што често учествуваат и самите ученици, не само таа. Значи, преку практични процеси ги објаснува сложените хемиски и физички состојби. Ова се само неколку примери, повторно ќе потенцирам, бидејќи не сакам да ги украдам сите идеи кои што знам дека ќе се презентираат и во текот на утрешниот ден. И сега ќе се осврнам на нашиот придонес. Метаморфозис одамна ги постави, ајде да не речам темелите, меѓутоа почнавме активно да се залагаме за отворен пристап до научно-истражувачки трудови, ги адаптираме и промовираме лиценците Creative Commons, и некако природно продолжение беше залагањето или иницијативата за отворени образовни ресурси, кој што е проект што завршува формално на крајот на овој месец. Значи, имавме една година да работиме на оваа проблематика. Она што го направивме се вакви презентации низ универзитетите и училиштата во земјава. Меѓутоа, она што е клучен придонес во целата таа работа е формирањето на една координативна група од луѓе кои што се во образованието, активно придонесуваат и без нас. И кога сето тоа го поврзавме во една целина, можете да замислите каков придонес може да произлезе од тоа. Значи, тие покрај тоа што придонесуваат за затворени врати, кога имаме средби за разменување на идеи и нови знаења, тие исто така се јавуваат и во улога на предавачи во други институции како гости. Така што тоа е една наша методологија која што ја применуваме за да го промовираме овој концепт во образовните институции. И за студентите, бидејќи и за нив е важно, не само како тие можат да создаваат образовни ресурси, туку и како да ги користат, бидејќи тоа, како што спомнав на почетокот, е основен проблем да се знае како да се дојде до она што е веќе достапно на интернет. Секако мора да постојат печатени материјали кои што се лесни и згодни за дистрибуција, за да може да информираме за оваа проблематика, и веќе ги имате добиено во вашите папки. И главниот ресурс кој што би требало да остане е вебсајтот or.mk,
кој што покрај тоа што ги собира ресурсите кои што се веќе достапни на интернет и ги презентира во вид на препораки за користење, ги објавува и значи ги содржи сите други активности и основни поими кои што се клучни за оваа проблематика. Значи едно место каде што пред се можете да се информирате за она што произлегува од спроведувањето на овој проект и што ќе продолжи да произлегува во иднина, бидејќи понатаму ќе продолжиме да работиме во оваа област. Меѓутоа тоа не е главното. Главното е она што го правиме сега. Морам да напоменам дека се работи за апликација, дел од самиот сајт, значи функционира како додаток, кој што овозможува корисниците да се регистрираат и да поднесуваат ресурси. Значи идејата е да овозможиме собирање на сите такви ресурси на едно место и нивно лесно пребарување врз основа на предодредени филтри, како и класично со помош на пребарувач. Морам да спомнам дека оваа апликација е пуштена во употреба, меѓутоа дека е се уште во развојна фаза, така што ќе ве поканам да ја користите и да ни го дадете фидбекот каков и да е од вашето искуство, бидејќи тоа ќе ја направи апликацијата подобра, а ние затоа и ја правиме, бидејќи од сите средби што ги имавме со луѓе од образовниот систем, свативме дека ова е она што на сите ни треба, значи она е тоа што сите го бараат. Значи користењето на овој додаток од сајтот е едноставно, значи откако ќе кликнете на линкот за регистрација, оставате неколку податоци за себе и дополнително имате мени мои ресурси кои што ви овозможува да поставувате ресурси, да ги уредувате вашите ресурси и да го уредите вашиот профил. При поставување на ресурсот се појавуваат неколку полиња кои што треба да се пополнат или да се означат соодветните опции. И отпосле, откако ќе го поставите ресурсот, можете да го промените доколку сватите дека некоја опција е погрешно избрана, значи не е соодветно категоризиран ресурсот, или сосема да го отстраните, значи вашето останува тоа да биде вашето право. Со тоа што тука сакам да потенцирам дека од една страна се прави разлика помеѓу корисник и автор, бидејќи корисник со корисничко име може да поднесува ресурс од друг автор, меѓутоа во полето автор треба да се наведе авторот на делото. И тука не треба да зборуваме за ресурси како цели веб сајтови, туку конкретни ресурси кои што се поставени на такви сајтови кои што нудат такви содржини. Значи ако земеме од примерите кои што пред малку ги презентирав, значи нема да го поставиме тука сајтот учебници, туку секој учебник посебно, за да може кога ќе дојде некој и му треба учебник од областа на информатиката, да може да го филтрира пребарувањето со помош на достапните категории и подкатегории, кои што се флексибилни, така што вашите забелешки би можеле да се однесуваат и на овој дел. Значи сега апликацијата се гради и постои можност да се надополни со она што можеби недостасува. Исто така тука е интегрирана и употребата на Creative Commons лиценците во малку поразбирлива форма, значи за да биде јасно за секој што е она што се бара, доколку некој сака да го користи ресурсот. Доколку ресурсот не смее да се користи, значи авторот забранил употреба, тогаш не треба да биде ниту дел од овој сајт, бидејќи тоа не е отворен образовен ресурс. Еве како изгледа еден поставен ресурс, значи не потенцирав, меѓутоа во рамките на сајтот може да се објавуваат и содржини кои што се дел од неформалното образование, како што е она што да речеме Метаморфозис го прави, преку издавање на разни брошури, водичи и слично.
Ова е еден таков пример каде што значи кога ќе се отвори целиот ресурс се добиваат сите избрани параметри кои што се и самите линкови до соодветната категорија, така што доколку сака корисникот преку еден ресурс може да дојде до сите останати ресурси кои што на пример се од областа на техничките науки. Исто така ги користиме социјалните мрежи и покрај овие стандардните Facebook и Twitter и видео содржини за промоција на самото споделување. Значи направивме неколку кратки анимирани филмови со цел да го доближиме, да ја доближиме идејата на овој концепт, значи на отворените образовни ресурси, преку практичен пример. И не би должела, бидејќи веќе им истече времето, би сакала да го погледнеме ова кратко видео и ако може преведувачите да дадат контекст доколку им е тоа потребно на гостите од надвор од земјава. Не би коментирала повеќе, значи ова е кратко видео, нешто од секојдневниот живот, што можеме, ситуација извлечена од секојдневниот живот, преку малку едукација, односно малку информации, малку едукација вметнати во кратко видео кое што се надеваме дека корисниците ќе сакаат да го споделуваат и повеќе ќе влијае на нивната свест за потребата од отворени образовни ресурси, а помалку да се конзумира самото како образовен ресурс. Ви благодарам. Ирина, ти благодарам за мощна презентација. Уште еднаш јас како модератор би го подвлекол делот кој што Ирина го презентираше со модулот, односно апликацијата за генерирање на отворени образовни ресурси, би ја повикал јавноста и вас присутните овде, што повеќе да придонесуваме, бидејќи секој мал поединечен придонес од нас значи многу во вкупната големата слика на агрегирани или собрани образовни содржини од различен тип, различни содржини, различни научни области. Во интерес на времето ќе преминам на вториот наш настапувач во оваа сесија. Тоа е Саша Поповиќ, кој што ни доаѓа од соседна Србија. Тој е наставник и основач на Учи слободно, бесплатната образовна академија, онлайн академија. Тој во својот настап ќе ни пренесе дел од своите искуства, кои што се надеваме вам ќе ви послужат како добра илустрација и добро искуство кое што може да го приопштиме и во нашата средина. Саша, повели. Hello everyone. Добар ден на сите, јас се викам Слободан Поповиќ од Учи слободно академијата во Србија, работам во Ниш како во основно училиште и причината зашто сум поканет на оваа голема конференција е проектот кој што го започнавме речиси пред 2 години. Но пред да започнам да зборувам за овој проект, јас прво би сакал да ви покажам за што всушност се работи. И од таа причина подготвив едно видео и дозволете сега да ви го покажам тоа. Kad je trougao ovako postavljen, visina H u stvari odgovara, dakle ovo je visina H, odgovara stranici ovog pravog trougla, odnosno dužoj kateti. Površina baze je u stvari površina kruga poluprečnika R, pa će biti B jednako R na kvadrat pi. R je poluprečnik osnove
valjka minus x i izašla je trećina, dakle 1/3 od ukupnog broja, a ovo ovde je ukupan broj koji je do tada bio njemu. 1/3 56 minus x, a ušlo je 3 putnika, dakle plus 3. Sam ide na kvadrat, što je u stvari kateta ovog pravouglog trougla, jednaka je hipotenuza na kvadrat, to je h na kvadrat, minus a pola, to je ova druga kateta, pa na kvadrat. Dobit ćemo da je to 20 sati ili 20 časova. Dakle, film je počeo u 20 časova i 15 minuta. Tražimo odgovor, to je odgovor pod V, zakružit ćemo ga i rešiti 330. zadatak. This is a montage with some of Ovo je montaža sa nekoj od mojih YouTube videa. Projektот започна во 2010 година како обичан YouTube канал. Како што можете да видите, подоцна се викаше YouTube подготовка за завршниот испит по математика во основно училиште. Запишав околу 400 видеа, снимив околу 400 видеа и во еден видео објаснувам една задача од завршниот испит. И со овој проект јас се подготвив на 25.000 ученици. Сите тие заедно гледале околу 4,5 милиони видео лекции. Во јуни 2011 година се организираше најголемата онлайн кампања за учење математика. Според статистиката на YouTube, една недела пред испитот, мојот YouTube канал беше повеќе гледан од Стенфорд универзитетот, дури и Кан академијата. И ова недела беше најгледаниот канал во светот. Проектот денеска е во рамките на Академијата Учи Слободно. Тоа е сајт, тоест прва бесплатна онлайн академија. И до сега Академијата ги поддржува само завршните испити, но јас имам поголеми планови за неа. Имам визија на една академија во која што ќе бидат содржани илјадници видеа кои ќе ги покриваат наставните планови и програми во основното и средното образование за предмети како математика, хемија, физика, биологија, англиски јазик, српски јазик и така натаму. Со сите овие материјали ниеден ученик нема да биде изоставен. Дури и ако причината за поминување на лекцијата е отсуство заради болест, спорт, музика или други ангажмани, дури и доколку ученикот премногу срамежлив да крене рака и да го запре наставникот за да му објасни нешто што не разбира, тој ќе отиде во академијата, ќе најде лекцијата таму што ја пропуштил и ќе може да не заостане за другите своји соученици. Денеска академијата го поддржува само завршниот испит. И имам планови да покриваме не само теми од училиштата, туку и има милиони невработени во Србија и доколку можам јас да им донесам компјутерски курсеви во академијата и планирам тоа да го направам во следните месеци, јас тогаш ќе им овозможам да бидат конкурентни и да го скратат времето потребно да си најдат нова работа. За сега академијата работи како една шалтерска компанија, но им помага. Мене ми се потребни и наставниците за да можеме да работиме подобро и сега ќе ги споделам со вас некои од основите за да може да се има успешна настава во добри содржини. Првото е да се направи добро споределување на образовни материјали, а основата за тоа е да се најдат најдобрите наставници за да можат тие своите лекции од училницата да ги пренесуваат и
за да не останат тие лекции само за неколку ученици, туку да бидат онлайн и да можат различни ученици и наставници да ги видат. Дури кога сте најдобрите наставници и сте создале и сте закачиле одличен образовен материјал, тоа нема некоја корист доколку никој не може да ја најде. И токму во тоа е големиот проблем. 95% од луѓето започнуваат да го користат интернет преку Google и преку напишување на клучни зборови во еден пребарувач. Моите ученици кога сакаат да отидат на Facebook, тие напишуваат F на Facebook, ако сакаат да одат на YouTube, тие ќе напишат Y и одат на пребарување. На тој начин им се скратува времето за да дојдат до содржината или сајтот кој што им треба. Значи, во минатите неколку години доста истражував и се обидував да најдам добри видеоматеријали во Србија и неверојатно е колку добри наставници и добри содржини сум нашол. Но сите овие содржини имаат еден недостаток, навистина многу тешко се наоѓаат. Значи, без добри отворени образовни ресурси е како да пукаш во празно и како да талкаш во темница. Ако сакате, можете да создадете добар материјал, добри содржини. Ако никој не го гледа, значи вашата страст и по известно време ќе избледи и ќе го изгубите интересот тоа да го правите и евентуално и понат може и да престанете со тоа и да стврците на нешто поинтересно. Второто нешто за кое што зборувам е интернет трендовите во образованието. Некои наставници велат дека PowerPoint презентациите се најмодерното во образованието. За нив YouTube е сајт за смешни видеа и музика. Значи не можеме од нив да очекуваме тие да создадат каков и да е современ образовен материјал. Значи ако сакате да бидете успешен создавач на такви содржини, треба да ги следите трендовите. И до денеска, доколку сакате тоа да го правите, видеото ќе биде вашиот избор. Зошто? Затоа што моите, например, студенти сакаат да користат видеа, бидејќи може да учат кога сакаат и со бона брзина со која што им е потребна и сакаат. За некој нив користењето на видео во еден на еден час со наставникот, како што велат, за прв пат се опуштени пред фактот дека не знаат или не разбираат нешто. И тоа е причината. Причината е затоа што може да се вратат назад, значи да го вратат видеото на оној дел каде што им е тешко за разбирање и да го преслушуваат и преслушуваат. И тоа е нешто што им е познат. Или пак ако им е нешто познато, може да одат побрзо напред. Најголемиот дел од видеоплатформите поддржуваат систем на коментари. И ако некој ученик бара одговор во видеото, и ако може да го најде, може би ќе го најде во некој од коментарите на видеото. Значи, видеото може да ги ангажира студентите, може да започне и поттикне конверзација и може да донесе лекции од животот. Јас ви предлагам да ги погледнете некои од водечките светски организации кои имаат интерес во образованието. Посетете Акан Академијата, YouTube Edu, TED Edu, користете го Twitter за да можете да ги следите најдобрите наставници во светот и најдобрите училишта во светот за секогаш да имате ажурирани сознанија. Следното е квалитет и доследност. Квалитетот е најважното нешто во било кој материјал, било која содржина, особено во образованието. На интернетот има и многу добре речиси никаква образовна вредност. И ако сте сериозни во намерата да бидете
некој кој ќе создава образовни содржини, треба да бидете и забавен, треба да раскажувате приказна, треба да направите учениците да се расмеат, значи треба да ги ангажирате ментално и емоционално. Со тоа што ќе ја покажете вашата страст и да ја споделувате таа страст со нив. И пред да почнете да работите со каков и да е материјал, проверете да видите дали има нешто слично веќе некој да го има направено. Слободно копирајте добри примери и зачинете ги со својата собствена креативност. Никогаш немојте да работите по лекција од една содржина. Направете цел еден план, направете материјал за една тема цела. И тоа е единствениот начин да може да постигнете доследност во квалитетот и во стилот. Ако тоа го направите, учениците ќе се навраќаат на вашите лекции и вашиот материјал ќе биде повеќе споделуван. А последното нешто е тоа дека морате да ја познавате својата публика, своите ученици. Идејата за започнување на мојот проект произлезе од тоа што ги гледав учениците како го користат интернетот. Тие најголем дел од времето на интернет го поминува на Facebook. И ако не можете ги најдете на Facebook, дефинитивно се на YouTube. Тогаш согледав дека најдоброто место да може да се даде образовен материјал би била некоја социјална мрежа. Тоа е обкружување кое не ми е познато. Според тоа, наместо да користам сложени системи за управување со учењето, јас решив да го изберам менито на YouTube главно затоа што е многу позната видеоплатформа и има добра интеграција со Facebook. Многу е важно да се знаат нивните проблеми. Ако сакате да бидете успешен наставник, вие мора да ги решавате нивните проблеми. Се како во бизнисот, во деловното работење, ако му решите некому нечиј проблем, ќе имате задоволен клиент и вашето деловно работење ќе расте. Јас успеав да им го решам проблемот на српските ученици со завршниот испит по математика, но има уште многу други проблеми кои треба да се дефинираат. Може би се тоа се чини тешко за се постигне, но јас мислам, но и верувам дека наша мисија е да подучиме милиони од овој регион и има тони материјали кои не чекаат да ги учиме и потоа да го споделиме знаењето. Благодарам. Му благодарам на Саша Поповиќ за неговата презентација. Ни овозможи увид во некои пракси на создавање на содржини од образованието, како тие ја потикнуваат интерактивноста, соработката и иновацијата во работата со учениците, односно студентите, и конечно советите кои што ги сподели со нас. Преминуваме на следниот наш презентер. Би ја поканил Јованка Голицовска од Слободен софтвер Македонија да ја сподели својата презентација со нас. Здраво, јас сум тука да зборувам за сподели знаења како проект во едној настан кој што редовно се случува во Хаклабот Кика. Најпрво ќе ви спомнам нешто за што всушност представува проектот Сподели и како Слободен софтвер Македонија го нашол начин да го применува. Сподели знаење, принципот на кој што се заснова Сподели знаење е неформално образование преку слободни ресурси, а идејата е споделување и стекнување на знаење. За да ви кажам точно како Сподели знаење се применува, ќе ви спомнам нешто за како започнал Скопскиот Хаклаб да функционира и како
сподели знаење го поттикнало неговото постоење. Хаклабот Кика всушност представува место за споделување и стекнување на знаење. Значи, тоа е место каде што се собираат луѓе кои што имаат, кои што се заинтересирани од компјутери, технологија, електроника, култура, отворени ресурси, слободен софтвер. И токму поради овие причини било потребно место каде што сите овие луѓе ќе можат да се соберат и да си ги споделат своите знаења. Хаклабот Кика е оформен доцна во 2009 година и е започнат, можам да кажам, во најобичен гаражен простор, со барање на едноставна цел да се соберат овие луѓе, без разлика каков ќе биде просторот. За после 2 преселби конечно да имаме совршен простор за непречено да ги одвиваме нашите активности. Зошто Хаклабот? Значи, зошто има потреба од постоење на Хаклабот? За сите оние кои што се заинтересирани за некоја од активностите воедно или имаат некоја идеја, да може да дојдат слободно, да представат тоа што сакаат да научат или да го представат својот проект, да научат нешто повеќе за хардвер и софтвер, да научат како да се заштитат на интернет, да научат повеќе за слободен софтвер, за отворени ресурси и така натака. Проектот, всушност да кажам нешто за проектот Сподели, е иницијатива започната во 2006 година и најпрво се одржува во електротехничкиот факултет. Токму ова ја поттикнува потребата од имање на свој простор, каде што непречено ќе може да се одвиваат сите овие активности. Всушност, проектот Сподели вклучува слободен софтвер, слободна култура, хакирање, градење заедници и споделување на знаење. Значи, што всушност, уште нешто да кажам, дека проектот Сподели всушност представува комбинација од два проекти, Сподели знаење и Сподели кино. Што представува Сподели знаење? Сподели знаење е всушност еден од редовните настани во Хаклабот Кика. Целта негова е, ако имате некоја идеја или некој проект, слободно може да дојдете во сабота во терминот 13 до 18 часот, каде што може да ја представите својата идеја или да побарате помош. Целта на ова е, всушност во овие сесии се изработува идејата, се разработува за тоа што е потребно, како е потребно, кои средства се потребни за да се изведе нештото и на крај за да се дојде до оној финален производ. Како дел од ова Сподели знаење се поттикнати многу проекти, се произлезени многу проекти на Хаклабот Кика. Со работењето на овие, што е тука отвореното и што е тука оно што го прави Сподели знаење, тоа што е тоа што проектите кои што се изработуваат подоцна се објавуваат на викито на Слободен софтвер, од каде што оние кои што се заинтересирани а не биле во можност да присуствуваат, може да ги погледнат деталите во врска со проектот. Исто така и кодот и се она што им е потребно за да можат да започнат да го изработат проектот. Значи, еден од нашите проекти е Лед коцката, кој што е проект кој што успешно е изработен, но исто така и натака се модифицира. Тука е и бесконечното огледало. Имаме калкулатор, спидометар, LED дисплеј и онлайн библиотека, како и поштенско сандаче. Библиотеката всушност е сајт преку кој што може да изнајмите некои од книгите со кои што располага Слободен софтвер. Да кажем нешто за Сподели кино. Всушност Сподели кино представува, овозможува споделување на филмови со слободна лиценца. И ова е настан кој што последно го организиравме во мај, по повод 10 години на Слободен софтвер, каде што беа прикажани филмови со слободна лиценца.
Значи, ова што нашето сподели знаење кој што ние го организираме тука нема да е ништо без НСНД или ништо нема да се случи. Потекнува од ништо се нече догодити. Всушност НСНД представува еден вид на, всушност е не конференција. Зошто е unconference? Заради тоа што НСНД како настан нема определена агенда, според која, значи нема однапред определена агенда. Целта е да се соберат луѓе кои што имаат исти интереси, заинтересирани се имаат исти или слични интереси, да се соберат на едно место и да го споделат она што го знаат. НСНД кај нас се одржува во Куманово, Штип и во Охрид и во Струга, каде што имаме учеството е нормално бесплатно и секој е добре дојден. И обично луѓето од Скопскиот Хаклаб Кика и од Слободен софтвер Македонија одат на овие места и се сретнуваат со луѓето кои се таму во еден викенд се изработуваат некакви проекти и се презентираат идеи и исто така имаме и регионални НСНД настани кои што се всушност представуваат соработка на регионалните хаклаби на Балканот. Регионални НСНД настани имаме во Сплит и во Белград. Всушност овие исто регионален настан е и настанот во Охрид и во Струга кој што се случува. Целта е да се соберат луѓето што се занимаваат со слободен софтвер и слободна култура на едно место и да ги видиме кои се интересите на луѓето во различни земји, кои проекти се интересни за нас и како може да си помогнеме едни на други во остварувањето на некои цели. Ви благодарам. Јованка, ти благодарам за твојот настап и презентација на активностите на Слободен софтвер од Македонија. Би било грефа да не спомнам дека ова беше една од ретките пригоди кај што може да видиме, мислам, контрастивно со она што медиумите ни го нудат како слика, дека хакерите прават корисни, полезни работи и начините на кои што тие предонесуваат и за развивањето на образованието, но и за ваков вид на проекти. Тука со Ирина прокоментиравме дека во ваков сличен неколку контекст настанали големи глобални проекти како што е Google, Facebook и така натаму, значи од мали заедници кои што работејќи посветено на одредени практични прашања всушност генерираат решенија и ресурси на глобално ниво во сите сфери. И на крај имаме уште една дама, значи магистар Наташа Булевска, ја поканувам да настапи. Таа е специјалист за образование и развојна работна сила од USAID Македонија. Наташа, повели. Благодарам се. Добар ден на сите. Јас ќе пробам да бидам кратка. Ова е последна презентација. Вие имавте долг ден. Пардон. И плюс тоа во тек на предходната сесија, колешката Оле од Отворете ги прозорците веќе делумно ги спомна активностите кои на полето на употреба на отворен софтвер или воопшто употреба на ИКТ во образованието ги поддржа УСАИД во текот на изминатите години. Една од трите стратешки цели на УСАИД во Македонија е да се подобри опфатот, квалитетот и релевантноста на образованието. Зошто сметаме дека сме имале успех во подобрување на квалитетот на образованието, бидејќи сме воспоставиле многу добра соработка и сме ја споделиле визијата на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, подоцна и со ново формираното Министерство за информатичко општество, сега и администрација, и сме работеле заедно. Основа на визијата
за подобрување на образованието беше Националната стратегија за развој на образованието за периодот 2005-2015. Ние почнавме да ги поддржуваме проектите за модернизација на наставните методи преку воведување на информатиско-комуникацијски технологии во 2003 година. Тоа беа комплексни проекти со повеќе компоненти кои траја по неколку години. Првиот беше Ешколо, вториот беше познатиот Македонија се поврзува или Macedоnia Connect, преку кој донесовме бежичен интернет во сите училишта, потоа проектот за основно образование и тековниот проект за е-пристапно образование. Откако владата на Република Македонија го отпочна проектот Компјутер за секое дете и отпочна со работа на ова поле, односно на воведување на ИКТ во образованието како алатка, проектите на УСАИД на ова подрачје се намалија. Значи, ние сме сега со многу помало присуство во овој дел. Компонентите што сметам дека беа важни за успехот во воведувањето на ИКТ како наставна алатка, и ќе зборувам посебно за отворениот софтвер, се инфраструктурата. По восстановувањето на компјутерски лаборатории сфативме дека се потребни и содржини на локалните јазици, па пристапивме кон локализација и адаптација на различни софтвери. Се разбира, обуката на наставници, која на почетокот почна со употреба на алатките кои ги нуди Windows платформата, меѓутоа подоцна преминавме на тулките до Ubuntu и Жакомпри меѓу другите, за кои зборуваше Оле. И на крај поврзување на наставниците и размена на искуствата преку обезбедување на виртуелни групи и начини на соработка со обезбедување на интернет, кој подоцна го обезбеди, која обврска си ја превзема владата на Република Македонија. Како што спомнав, првичните обуки беа на она што веќе постоеше во училиштата, тоа беше Windows и Microsoft Office апликациите. Ако се сеќавате, во тоа време владата имаше ексклузивен договор со Microsoft и сите компјутерски лаборатории добија лиценција од Microsoft. Потоа следува изготвувањето на концептуалната стратегија за користење слободен софтвер и софтвер со отворен код во Македонија, која ја изработивме, односно помогнавме да се изработи во периодот 2006 април 2007 февруари. И тоа беше барање на Министерството за образование и наука. Одделението во тоа време, одделението за информатичка технологија во склоп на Министерството за образование имаше доволно визија и покрај ексклузивниот договор на Министерството, односно на владата со Microsoft, да гледа подалеку и да размислува за воведување на отворен софтвер во наставата во Македонија. Стратегијата исто е важно дека беше изработена од македонски консултант, значи беше домашна стратегија, тоа беше господинот Климент Симончев. Напишана беше, значи, за да даде некои основни смерници, објаснување на основните поими, анализа на состојбата, како и да даде препораки за понатамошна примена. Дел од филозофијата која промовираше стратегијата беше да се учат концепти, а не продукти, да се учи преку разбирање на отворениот код, да се олесни локализацијата на различни алатки, како и да се стимулира иновација и се разбира да се избегне нелегалното копирање, односно користење на софтвер без лиценца. Беше отворен текст кој беше оставен на дискусија подолго време на тогашниот училишен портал на МОН, кој се викаше Schools.edu.mk, и освен стратегијата беше изработена и една компилација од софтверски апликации со отворен код и Linux оперативниот систем беше одбран, која и се направи дистрибуција широка по училиштата, која сметам дека потоа беше основа за изборот на Edubuntu и за потоа инсталирањето на Edubuntu апликациите во основните и средните училишта, која одеше паралелно со Компјутер за секое дете проектот. Меѓутоа, ништо нема без обука на наставниците, како што утврдивме. Ние пристапивме, значи, во следните обуки веќе на користење на алатки со отворен код,
прв пилот, скромен, беше користењето на Mambo алатката за изработка на едноставни училишни интернет страници. Многу од тие училишни интернет страници до ден денес се во употреба. Исто пилотиравме употреба и на електронски дневник кој беше спомнат, меѓутоа на македонски јазик. Од многу причини, тој се уште не е во универзална употреба во сите училишта во државава, меѓутоа и на тоа се работи. И нема да ги спомнам повторно пакетите кои ги спомна Оле. Ќе се задржам само на следните чекори кои се преостанати. Голем дел од препораките на оваа стратегија веќе се имплементирани во реалноста и веќе се случуваат во нашите училишта. Она што можеби на кое се уште треба да се посвети внимание е развивање локални апликации кои се наменети за нашиот систем на образование, значи да не биде само преведување и локализирање на алатки кои се наменети за некои училишта во поразвиени држави. Соработка со невладиниот сектор кој е активен на полето на отворен софтвер и многу ми е мило што гледам дека истото се промовира денес овде. Зајакнување на соработката со универзитетите кои имаат клучна улога. Потоа регионална соработка во преведувањето и локализирањето, бидејќи во нашите училишта, како што знаете, во основно образование посебно, наставата се изведува на 4 јазици, македонски, турски, албански и српски. Значи, тука сметам дека треба да постои соработка помеѓу организациите и академските институции во регионот, за да се развијат апликации кои ќе се употребливи и ќе се дистрибуираат во сите држави. Значи, ако нешто се создаде нели на српски, во Македонија се разбира дека може да се користи во Србија и обратно. Потоа креирање групи за поддршка и континуиран хелпдеск. Таков хелпдеск Министерството за информатичко општество и администрација поддржа. Тој беше почнат со проектот за основно образование, ПЕП. Исто така беше креиран и како дел од порталот на ПЕП беше креирана една библиотека за видеа со добри практики кои ги споделуваа наставниците, тоа исто си го превзема како обврска Министерството за образование. Значи, таква една централна библиотека за образовни апликации, но и друг тип на мултимедијални добри примери на добра практика е потребен за наставниците. Треба да се работи на зголемување на јавната свест. Мислам дека постои апсолутно, како што беше спомнато, и скепса и малку задршка во користење на овој тип на софтвер во училиштата. Треба да се направи истражување зашто мене барем не ми е познато да е направено некакво мерење за употребата дури на Едубунтуто, како се употребува, кои се апликациите кои најмногу се користат, каде имаат потешкоти и наставниците или учениците, каде треба да се направат подобрувања. И само како пример би кажала дека се спомна користењето на Google документи, дури во USAID, која е една конзервативна јавна администрација на американската влада и американското Министерство за надворешни работи, ние преминавме на користење на Gmail и на Google Docs. Значи, има надеж дека и најконзервативните средини може да се променат. Јас би завршила тука, мислам дека сум во времето. Ви благодарам за вниманието. Уште 15 секунди за аплауз имавме, благодарам. Значи, Наташа, ти благодарам за твојот настап и информациите кои што ги сподели со нас. Ова е оној дел каде што го отвараме паналот кон вас. Повелете со какви било прашања кон панелистите или кон мене. Повелете. Колку имаме време да им оставим простор? Ја разбирам дека сте уморни, дека е крај на денот. Ако нема прашања, барем една дигната рака нема. Ево. Ке ја замолам, колешка, да. Сакала да го прашам гостинот од Србија со неговиот проект. Вие рековте сте наставник во основно училиште. Колку време ви одзеде да го направите целиот проект, што искрено многу ми се допадна како идеја. Ќе украдам можеби да спроведам и кај нас. И колку тоа бара знаење од тие компјутерски алатки, гледам зборувате додека решавате задачи, тоа го снимате, така да може ли нешто по-детално? Благодарам. Потребно беа 2 месеца да ги снимам 400 видеа.
Меѓутоа, планирањето пред да започнам со снимање, речиси ми беше потребна цела година. Значи, треба веќе напредни корисници на некои напредни апликации за да можете да го направите овој материјал. Не е тешко, но бара многу време. Само едно кратко дополнување за оно што го збореше Јованка. Дека проектот сподели знаење и НСНД ствари се интересен начин на ова што го викаме, нели, конференцијата за отворено или неформално образование. Интересен начин е контра она се што се случува како некој како нешто ново во светот, тоа се вие Code Academy, не знам, Khan Academy и така натаму, кај што имаме облик на некој централизирано образование, значи вие имате спремни видеа, спремни презентации, за разлика од тоа што, например, се прави на сподели активностите и на НСНД, каде што ствари имате peer-to-peer непосредно споделување на знаење, на тој начин доаѓање на некој до образование. Тоа е можеби една интересна, онаква да речеме, дилема во ова ново време што ќе ни се поставува се повеќе. И не знам дали сте го имате читано, имаше прилично критики уствари за новиот модел на баш тоа централизирано знаење, кај што практично идејата е дека целото знаење ќе доаѓа само од, не знам, една или две точки на светот. А другата забелешка беше за USAID проектот. Мислам дека добро сте воочиле дека треба да ја проширите соработката со невладиниот сектор. Ја доаѓам од Слободен софтвер Македонија. Бидејќи пред 7 години тотално ги изигнориравте сите наши забелешки за ПЕП проектот и преводот на софтверот кој што заглави верзија од 2007 година, од таму не се мрдна ништо повеќе. Али за тоа може да збориме понатаму. Фала. Благодарам за забелешката. Мислам дека и некоја од наставничките во текот на дискусијата по предходната сесија спомна инсталацијата на Едубунту во училиштата беше, значи верзијата беше одбрана и нејзиното инсталирање беше контролирано од страна на владата на Република Македонија, за да не биде толку голем товар за неподготвените наставници да користат апликации и алатки за кои не се спремни. USAID понуди помош во локализацијата, значи ние не бевме дел од изборот на тоа што ќе се инсталира, туку само понудивме да се локализираат алатките и да се обезбеди обука. За среќа, во моментов работиме, например, на една стратегија за систем за кариерен и професионален развој на наставниците, што ќе обезбеди нашата влада самата да се грижи какви обуки добиваат наставниците со оглед на тоа кои се приоритетите на владата, а да не биде тоа, значи, вака ад-хок планирање и правење обуки на брзина. Меѓутоа, тоа беше ситуацијата тогаш, така да. Примено на знаење. Благодарам. Прашање, Проелета? Јас само сакам еден коментар да дадам на целата ова. Толку убави работи слушнавме денеска и сакам да им кажам тука на присутните да не настапуваат негаторски спрема се она што ние сме го направили. Иако и самите се свесни дека многу се направило. И едно прашање до Јованка и до Течкото. Дали има ограничување во години да ви се приклучи некој да... Никако. Не, значи имаме најмладиот член ни е колку? 17? Јас за другото ограничување. Не, имаме и на... Значи, зборувам за најмладиот, најстариот не споменувам. Благодарам. Најискусниот се бели, не знам. Радмила Повеле? Ке го пренесеш? Здраво, јас сум Радмила. USAID има доста инвестирано во образованието и има створено многу голем капитал. Мислам, од секој аспект. Како што кажа и Олга. Значи, моето прашање е како цела во ова ваша инвестиција капитал кој што сте го вложиле, рековте дека сето тоа преоѓа на ниво на некои, нели,
во други ингеренции, како вие се осигурувате дека тоа што до сега сте го вложиле ќе продолжи да се развива? Тоа е едното. А второто, сакав да ве прашам, во што се состои овој проектот за пристапност во образованието? Фала. Првото прашање, добро прашање, секако дека за сите проекти УСАИД бара да бидат одржливи. Во најголема мера тоа значи дека владиниот, невладиниот и приватниот сектор ќе си ја превземат својата улога во текот на долгите години во кои им помагаме и ќе си ги превземат обврските во делот околу образованието, како и воведувањето на ИКТ, како што спомнав, ние се повлековме во голема мерка, односно се намали помошта на тој аспект од поддршката на образовниот систем во голема мерка, откако владата го отпочна проектот Компјутер за секое дете. И тука мислам дека нема потреба од поголеми објаснувања. Значи, УСАИД и глобално вели дека кога една држава ќе си ги превземе самата обврските, тогаш таа матурира, најблизок превод би било, и УСАИД ги ја намалува помошта и се повлекува од тој сектор. Значи, ние во образованието сме уште присутни, работиме уште во голема мерка, меѓутоа не околу воведувањето и користењето на технологија, тоа го сметаме за апсолвирано. Значи, сега самата наша држава, нашите две министерства и другите најмногу чинители како наставниците, сметаме дека ќе си ја вршат својата работа понатаму. За околу второто прашање, за проектот за пристапни училишта, овде е целиот тим на тој проект, Олга е исто вклучена во тој проект. Проектот работи на воведување на асистивна технологија, значи технологија која го потпомага користењето на компјутерот и на целосно на, значи, софтвер и софтверски прилагодувања за деца со посебни потреби. Тоа е проект кој ќе тече до 2014 година и ќе опфати во оваа фаза сега 30 основни училишта. Ова не е еден од помалите проекти, да бидам искрена, претходно сме работеле со сите, меѓутоа ова се пионерски чекори, ги сметаме за важни и на тоа поле се разбира кај нас има уште многу работа за целосно интегрирање во редовниот наставен процес на децата со посебни потреби, да не бидат гетоизирани. Благодарам. Дали имаме уште прашања до нашите панелисти? Да, повелете. Повелете микрофон. Да. Благодарам. Особено би сакала да споменам дека со проектот на ПЕП, значи на снимање на добрите училишни пракси, се направи бум кај нас. Едноставно се отворија училниците на наставниците. До тогаш мислам дека до тогаш немавме такви пракси. Најнапред, нели, срамежливо, само тие што беа обучувани, потоа наеднаш порасна тој интерес и сите сакаа да покажат нешто. Може би заврши проектот, но кај нас не заврши. Значи, ние продолжуваме и имаме навистина богат фонд на отворени ресурси, кои го споделуваме на социјалните мрежи. Имаме посебни групи на оделински наставници, на Сдружение на просветни работници и има навистина богата збирка. Од часови се видеа исто имаме снимено. Вашата бројка е импозантна, господине Саша, мислам навистина. Може би зашто предметот е само математика, предпоставувам тој што вие го работите, меѓутоа имаме и ние многу убави изработки и исти слични такви видеа. Знам дека е потребно многу време, вие тоа го работите наназад, нели, веќе долго време, меѓутоа мислам дека и ние имаме што да понудиме. Благодарам.
Благодарам многу. Можам да потврдам од своје лично искуство дека е навистина богата таа заедница на наставници и образовни работници кои што се поврзуваат и комуницираат на Facebook. Значи не се само тоа фанови на сладкаристика или не знам кои други повод-звезди, туку имаме наставници, професори и едукатори кои што се дружат, разменуваат искуства и информации, што е особено за поздравување. Доколку нема нови прашања, би ја затворил сесијата за денес. Ви благодарам на времето што го издвоивте. Ве поканувам утре повторно да ни се придружите на дружење на сесијата пригодно наречена Отворени образовни ресурси, вмрежување и градење заедници. Дополнително ќе ве замолам материјалите кои што беа дистрибуирани да ги земете со вас. Во нив има еден лист, прашалник или документ кој што ќе ве замолиме на крајот од конференцијата да го пополните како соодветен фидбек кон организаторите. Благодарам.